Духовна обнова на Радио Марија Македонија. Почитувани слушатели на Радио Марија, слава ни са Христа. Денес, во нашето трето размислување во рамките на Божитната духовна обнова, ве повикувам заеднички да размислуваме за ликовите на мудреците, кои се опишани во Светото Писмо за настанот Рождество Христово. Но најпрво ве повикувам заеднички да се помолиме до Светиот Дух. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Царе небесни, утешителе, Дух на вистината, кој си насекаде и се исполнуваш, ризница на добрини и делителе на живот. Дојди и всели се во нас и очисти на од секаква нечистотија и спаси ги благи душите наши. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Мудреците од исток се упатуваат на пат. При тоа ги напуштаат своите удобни живејалишта и се впуштаат на пат далечен и непознат. Се препуштаат да ги води Словото Божјо, веруваат на старите пророштва. Се впуштаат во потрага да го најдат Христос, да се сретнат со Него, да му се поклонат и да му принесат дарови. А јас? Дали сум подготвен денес да ја напуштам својата комотност, удобност, лежерност, своето секојдневие, кое поминува според одредени мали и непишани правила, ритуали и навики, обврсти и да се упатам на далечен и непознат пат на преобраќање, пат на обнова. Традицијата и Светото Писмо ни говорат дека мудреците одат заедно, троица, во заедништво, и секој од нив го носи својот дар, кој е различен од другиот. Злато за царот, темја за Бог и смирна за човекот. Најверојатно, за да се надополнуваат. Одам ли во заедништво со другите? Допринесувам ли за заедништвото на семејството, фирмата во која работам, односите со своите ближни? Дали можеби сум љубоморен, што јас не ги носам даровите на другиот? Се надополнувам ли со другите? Одговори си искрено во себе. Сите сакаме да не окружуваат познати луѓе и нешта. Не сакаме ризици. Подобро е да живееме заробени во зидините, па макар заробени и од гревот, отколку да бидеме слободни на отворено, надвор каде владее несигурност. Имаме страф од непознато, нова животна ситуација, ново работно место, ново место на живење. А мудреците, тие не повикуваат да чекориме со нив, да се упатиме без страф на тој нов и непознат пат и да бидеме потполни сигурни на Божјето ветување. А на крајот од тој пат, преку внатрешно преобраќање да го сретнеме Богомладенецот, да направиме место и да се всели во нас, да заживееме со живот на Божја присутност и да му се поклониме, признавајќи пред Него дека самите сме слаби и немотни
да го носиме товарот на секојдневните искушенија. А како дар, да му ги принесеме нашите животи, нашето служење, напуштајќи го претходниот живот, кој е сличен на Иродовиот. Како и ние, така и мудреците се исправени пред една многу важна одлука. Дали да се вратат по истиот пат и да му кажат на Ирод каде е Христос, или да се вратат во својата земја по друг пат. Ако се вратат по истиот пат, Исус ќе биде убиен. На средбата со него во нивните срца е роден Богомладенецот. Враќањето по истиот пат значи дека тој, Христос, ќе биде убиен и во нивните срца. Залудна ќе биде нивната потрага, нивниот далечен и непознат пат, бидејќи пак ќе се вратат на старото, на стариот начин на живот, каде нема нова надеж. Примајќи вест во сон, наслушнувајќи го Словото Божјо, мудреците одлучуваат да појдат по нов пат, за да го зачуваат родениот Богомладенец во нивните срца. А каква е нашата одлука? Дали после оваа духовна обнова ќе се вратам пак по стариот пат, ќе се вратам на својот стар живот и ќе дозволиме да биде убиен Исус во нашите животи? Дали оваа духовна обнова ќе биде само загубено време? Оној кој се противи на преобраќањето, на обновувањето, значи дека во себе има желба да го убива Исус. Почитувани слушатели на Радио Марија, ова беше нашето трето размислување во рамките на Божитната духовна обнова и се слушаме утре повторно во истиот термин. Останете и понатаму на програмата на Радио Марија, бидејќи ова радио е христијанскиот глас во твојот дом. До слушање. Духовната обнова ја водеше отец Гоце Костов. Техничка реализација Филип Костов. Емисијата е реализирана во Струмица месец јануари 2018 година во соработка со интернет порталот Католици МК.